Професор доктор Никола Јанкуловски официјално стапи на функцијата ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, со подпишување на свечена изјава, ден пред почетокот на новата академска година. Најголемиот и најстариот универзитет во државата го доби својот 23-ти ректор. На оваа позиција, Јанкуловски беше избран во јуни годинава, наследувајќи ја од досегашниот ректор Велимир Стојковски, кој беше ректор во изминативе 8 години. Јанкуловски, преземајќи ја должноста ректор на УКИМ, вели дека е свесен оти со добивањето мандат има голема одговорност, не само за одржување на автономноста на универзитетот и нејзино унапредување, туку и кон студентите и општеството во целина. Универзитетот Свети Кирил и Методи има големо влијание врз развојот на целата држава, истакна тој во своето прво обраќање до јавноста по преземање на функцијата. Ректорските инсигни, како символ на возвишена должност, ги примам со нескриена возбуда, затоа што раководењето на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје во наредните 4 години пред се е голема чест, но уште поголема одговорност. Го користам овој момент повторно да искажам благодарност на членовите на ректорската управа и на Универзитетскиот сенат и на сите други членови на академската заедница на Универзитетот Свети Кирил и Методи за укажаната доверба. Јанкуловски потпиша свечена изјава заедно со четворицата нови проректори за настава Вуиса Живковиќ, за меѓународна соработка Гордана Јосифова Неделковска, за финанси, инвестиции и развој Билјана Ангелова и за наука Владимир Петрушевски. Досегашниот ректор Велимир Стојковски пред свеченото примо предавање на должноста информираше за најзначајните остварувања на УКИМ во изминативе 8 години, додека тој го предводеше универзитетот. Во однос на истражувањето, Универзитетот Свети Кирил и Методи стана еден од водечките во регионот по бројот на меѓународни истражувачки проекти. Само во периодот од 2008 до 2016 година на Универзитетот се реализирани 103 научно-истражувачки меѓународни проекти кои што се финансирани од фондовите на Европската унија, Меѓународната агенција за атомска енергија, УНЕСКО, НАТО и така натаму. Додека пак од собствени средства Универзитетот финансираше 159 научно-истражувачки проекти. Никола Јанкуловски, кој во наредните 4 години ќе раководи со Скопскиот универзитет, беше декан на Медицинскиот факултет до изборот за ректор на 27 јуни годинава. Тој е абдоминален хирург и на факултетот го предаваше предметот хирургија. Јанкуловски е поранешен директор на Универзитетската клиника за дигестивна хирургија. Добитник е на наградата Свети Климент Охридски од областа на здравството и наградата 11 октомври.